Моето пътешествие низ заборавените македонски села во изминативе 25 години, ете како што вели народот, Господ ме донесе да прочитам низ речниот слив на Маркова река, чие извориште се наоѓа на планинскиот масив Бокра планина, под врвот Пепељак, од големото и малото Салаковско езеро, на надморска височина од 2178 метри, чии брзи планински води, протекувајќи кон север во правец на јужниот дел на Скопската котлина, со милениуми неуморно ја живопишуваат колоритната убавина на овој крај, која природата му ја дарила и ја облагодаруваат заедно со населените места, распослани во горното, средното и долното сливно подрачје на Маркова река, чие нејзино име тесно се поврзува со името на кралот Марко, кој бил крал на Македонија од 1371 до 1395 година, низ југозападните падини на планинската верига водно, низ десетината села распослани во атарот на руралната општина Сопиште, како што вели народот, наред дојде да го посетам селото Сопиште, кое од памтивека па се до ден денешен е расположено на ниската говорлеска тераса, која се распостила североисточно од кањонот Матка, како дел од 32 километарски кањон кој со милениуми го длаби река Треска, па се до првите југозападни петкотлински падински тераси, кои исто така со милениуми ги живоопишува во Усијанскиот рид Маркова река, а тој живопис го распостила ширум Скопската котлина. Се наоѓам во општината Сопиште, во јужните граници на планината Водно, на некаде на 1000 метри надморска височина, овдека, така да речам, на видикот каде што можете да го видите, да видите панорамата на општината Сопиште. Позади мене се наоѓаат крстот на Водно, исто така се наоѓа селата Горно Соње, лево од мене е Долно Соње, десно од мене се селата Чифлик, Света Петка, Барово и Говорлево, а во спрема десно од мене се наоѓа и манастирот, Марковиот манастир. Наред дојде и селото Сопиште, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Сопиште низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село и за ова област, со надеж дека меѓу помладите сопиштани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Еве сликот се наоѓаме овдека во селово Сопиште. Ајде дока да ми кажеш за селово. Кај се наоѓа, колку е далеку од Скопје, колку куќи имало парони денеска? Околина на Скопје селото. Од кисела вода горе. Овде имаше, напред имаше стотина куќи така, селото. 80-100 куќи. Овде се собира задрубата и там имаше тука една конференција кој има село, тука идеа. Чешмата тука им беше, на собор Спасовден кој има, тука играва, насред селото. Велики ден тука ќе игра, насред селото, се збира селото тоа време. Кој му се комшински села на селово Сопиште? Па, Ракотинци. Така? Добри долната. Долно сме, горно сме, така, стига. Водно на таа страна беше. Луѓето порано овдека од што живеа, што се работеше? Абе, порано луѓето живееа со стока, со земјоделие. Земја, цел све се работеше. Што се работеше тоа? Па житарица произведуваа пченка, пченица, све тоа, јачмењ, лозје, грозје берева, така. Па чувам тука овци се расправи. А чуваш овци? Имам тука неколку. Колку имаш овци? Имам десетина толку. Колку за себе? Колку за себе се занимавам, да. Што се вика сиренце, млекце, так, урдичка, јагненце, некој? Да. Во минатото од Сопиште до Скопје со што одевте? Па со магариња, со коњи, пешки некои. Така, да. Како е денеска животот во селово Сопиште? Па добро е, близу до градот, автобуси редовно има си одат.
на работа одат, а слабо земјоделието не го работат. За да дознаам дел од историјата на селото Сопиште, мештаните од ова село ми предложија малку да прочепкам и низ неговите викани места кои се составен дел на атарот на ова село, меѓу кои Киселоводските гробишта, Мировиот рид, Карчевиот рид, Чорбаджиското бачило, Бел крст, Забел, Цуцуловската карпа, Каревата карпа, селиште и многу други, чие постоење е меѓусебно поврзано како нераскинлив дел кој се протега наназад во времето со векови. Еве овдека се наоѓаме пред селскава чешма. Селската чешма, Како е името? селска чешма, над чешмата беше Стрет село, сега е малце тоа изонадено мислам. Чешма ја памтам пред 46-та уште. Кога е направена, не се сеќавам. Иначе вода се напивавме од местото исподводно, од јужната страна се вика местото Орашец. Но воедно мештаните од ова село ме советува, приказнава за селото Сопиште, за неговото милениумско обстојување на овие простори, да ја започнам од македонскиот православен христијански храм, црквата Света Мина, која од утро до вечера раскошно блескоти под зраците на Сопишкото сонце, затоа што ете Господ сакал точно по 147 години мештаните да подигнат нов македонски христијански православен духовен храм, посветен на патронот на селото Сопиште, Света Мина. Ете Господ како што вели народот сакаше и јас да дојдам во селото Сопиште на денот кога се поставуваше камен темелникот на новиот храм, посветен на великиот маченик Света Мина, а воедно и заштитник на селото Сопиште во црковниот двор на 70 метри од истоимената многовековна црква, со чие осветување чино начествуваше архиепископот на Македонската православна црква и митрополит на Скопската епархија господин Стефан, заедно со свештеници од епархијата, а воедно јас да присуствувам на овој голем сенароден празник на мештаните Сопиште, а дел од ова духовно празнување и вам, драги мои, да ви доловам во оваа репортажа. Почитувани мои, пред да ви доловам дел од оваа сенародна црковна прослава на мештаните, прво ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од пишени документи, устни преданија, така и од материјални факти. За населеното место Сопиште има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населеното место Сопиште, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот и денешново наше современие. Каде и да поđете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода навистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми и утврдувања. Селото Сопиште од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар, од сите типолошки варијанти со византинска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото Сопиште во црковен поглед било добро организирано. Тоа припаѓало на епархијата Скупи, која во средината на 5 век прераснала во митрополија.
Првото християнизирање се случило во времето на римската доминација на овие простори за време на владењето на римскиот император Константин. Според некои устни преданија, тука некаде во Скопскава околија, а според некои верувања, во атарот на селово Сопиште се родени скупските митрополи Дакус, Парегорие, Русулие, каде што траги од духовното христијанско живење од тоа време, како што се еднокорабни цркви и ранохристијански базилики, во атарот на ова село се забележани на повеќе локалитети, како што се локалитетот Гргулеш, локалитетот Селиште, локалитетот Рамниште, локалитетот Ветрило, локалитетот Црквиште и други локалитети. Дека селото Сопиште е доста стара населба во Скопската област, зборува записот во црковната грамота на тогашниот владател со Македонија, кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, во делот на поменикот посветена на манастирот Свети Ѓорѓи Скоропостижник од селото Кучково, кое со дата од 1300 година, во која црковна грамота пишува дека селото Сопиште е дар на манастирот Свети Ѓорѓи Скоропостижник од село Кучково од кралот Стефан Урош II Милутин Немањич. Дека селото Сопиште е доста стара населба во Скопската област зборува записот во црковната грамота на патријархот на Печката патријаршија Арсени IV, кој датира од 1735 година, посветен на манастирот Успение на Пресвета Богородица, познат и како манастирот Матка, кој во тоа време бил централен матичен манастир за повеќе цркви, манастири и монашки скитови, што се наоѓале во овој дел од кањонот на реката Треска. Исто така, ова населено место се спомнува и во пишаните документи во грамотите на тогашниот владетел со Македонија царот Душан, кои датираат од 1346 година, а исто така и во црковните повелби и грамоти од македонскиот крал, кралот Димитрија Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот крал, кралот Марко, од 1371 година. Првите податоци за селото Сопиште се содржат во пописниот отомански дефтер број 24 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Сопиште, во која имало 18 куќи, во кои живееле 16 рисијански и 2 отомански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568 и 1569 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 64 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Сопиште припаѓа на румелискиот Бегрел Бегус, Скопскиот Санџак, Поречкиот вилает. Пишени документи за селото Сопиште среќаваме во отоманските дефтери на тогаш познатиот историски објект Хавзи Пашените конаци, чии написи датираат од првата половина на 19. век, односно од 1830 до 1845 година. Дека селото Сопиште на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои Јован Драгашевиќ во неговиот пише документ под наслов Југоисточно полуострово, издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел во научниот труд Вовед во римската правна и уставна историја, издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото Падот на Римската империја, нова историја на Рим и на варварите. Во антропогеографските испитувања за селото Сопиште, направени од страна на Јован Трифуновски, вршени кон крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години на 20 век, е забележено дека селото го основале повеќе родови, како старински, така и доселенички. Старински родови во Сопиште се Пометковци,
Крковци, Ѓуровци, Анчовци, Јанкуловци, Стаменковци, Ристовци и Стојчевци, кои водат потекло од родот Мегленовци. Доселенички родови во Сопиште се Богдановци, Таневци од Штипско, Беревци од Пилепско, Бабунци од Богомилско, Дуваревци од Јаболце и Тасевци од некогашното село Осинчани, кое постоело на падените на Мокра планина. Кон крајот на втората половина на 20. век во Сопиште се доселуваат и голем број на жители од Порече и од Пилепско. 25 души фамилија бевне, па заедно живеевне во една куќа. 25 души. Имаше поќе слуга, поќе. Многу. Колку имаш внучи на твои? Внучиња? Имам доста. Колку отприлike вака? Парафнуци имам 9. Машала. Парафнуци. Така? И внуци, а мои деца се 4 ќерки и 1 син. Тука ти се околу тебе, околу Скопјево. Едната тука мажена во Сопиште, Така? а трите се во доле во Киселаво, да. Од овие правнуци, кој ти се вака да речеме поблиску, кој ти се вака помили со се вика? Свите си ми се мили, свите. По некој име вака може да ни кажеш? А? Како се вика некој вака? Како се вика, ќе ти кажам. Ајде чуеме. На старата ќерка се вика Вера, Така? другата Кита, на мајка ми името. Така? Мирјана и Светлана. Ај синот Јоне се вика, А најмалото. внучината? Внучињата има Вики се вика некоја, Мирослав. Да. Има некој што носи твое име, што го носи? Па не, Мирослав е тој се. Така. Ето тоа. Колку убаво, богат, полна куќа со... Полна, да. Така е. Додека пак македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Џинот во својот напис Јужна страна Скопска, објавен во Цариградски весник 1855 година, за Сопиште запишал дека е плодовито село со многу древности и писма и во него живеат добри селани кои имаат чудотворен црковен храм посветен на светиот великомаченик Мина, кој накажал многу нечестиви, а дарил исцеление на многу добри луѓе. За црквата запишал дека е древна и зидена од српските цареви. Потребата за поорганизиран црковен живот ги наведува мештаните од Сопиште во 1817 година да ја обноват српската црква Света Мина. Ете, Господ сакал точно по 140 години мештаните да подигнат нов македонски христијански православен духовен храм, посветен на патронот на селото Сопиште, Света Мина. Ете, Господ, како што вели народот, сакаше да дојдам и јас во селото Сопиште на денот кога се поставуваше камен темелникот на новиот храм, посветен на свето великиот маченик Света Мина, а воедно и заштитник на селото Сопиште во црковниот двор на само 10 метри од истоимената многовековна стара црква, со чие осветување чино начествуваше архиепископот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и митрополит на Скопската епархија, господин Стефан, заедно со свештеници од епархијата, а воедно и јас да присуствувам на овој голем всенароден празник на мештаните Сопиште, а дел од ова духовно празникување и вам, драги мои, да ви додобам во оваа репортажа. Овдека во Скопското село Сопиште, еве денеска присуствуваме на камел темелникот на новата црква Света Мина, кој што се осветува од поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, заедно со наместништвото од Скопската епархија, господин Стефан. Почитувани жители на Сопиште и околниве места, од
почитувани гости, домаќини, отци свештенослужители, возлюбени во Господа. За Сопиште и за целата наша Македонска православна црква не можевме да добиеме ни повреден, ни поубав подарок, ниту поголем, ниту потраен белег од православниот народ на Сопиште. Нов храм беше посакуван од најмладите до највозрасните, од староседелците и новонаселените, од црковниот одбор, за еве денес да имаме се што е потребно за да отпочне одавна посекуваната градба. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Се благословува овој камен со поросување на осветената вода за непоколебливо основање на храмот што ќе се гради. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Се благословува овој камен со поросување на осветената вода за непоколебливо основање на храмот што ќе се гради. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Се основа оваа црква во слава на великиот Бог и Спасител Исус Христос и во чест и спомен на светиот великомаченик Мина. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Повелба. Денес, 30 декември 2015 лето Господово, на празникот посветен на свети пророк Даниил и трите момчиња Анани, Азари и Мисаил, се изврши осветување и поставување на камен темелник за изградба на храм посветен на свети великомаченик Мина во село Сопиште, општина Сопиште, Скопје. Чинот на осветувањето го изврши поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во сослужение со свештенослужители од Скопската православна епархија во време кога председател на Република Македонија е господинот Ѓорѓи Иванов, председател на Собранието е господин Трајко Белјановски, председател на владата е господин Никола Груевски, градоначалник на град Скопје е господин Коце Трајановски, а градоначалник на општината Сопиште е господинот Стефче Трпковски. Со Божи благослов архиепископ Охридски и македонски подпишува својрачно. На много ја лета. Почитуван Господи, Господи Стефане, почитувани свештеници, почитувани присутни. Ми представува особена чест и задоволство што денес, заедно со моите пријатели, соседи и познаници, сум дел од овој светчин за населеното место Сопиште и за општина Сопиште. Овде сме сите заедно, за да бидеме сведоци на уште едно поглавје од историјата на Сопиште и нашата православна црква. Да се има храм, значи да се биде поблизу до Бога, а колку поблизу до Бога, толку поблизу меѓу себе. Овој храм, посветен на Свети Мина, како и сите наши храмови, ќе представува вистинско архитектонско дело кој ќе го облагороди уште повеќе Сопиште. Наше неголемо задоволство ќе биде ако најмногу во оваа црква има венчавки и покрстувања. И како
и ако граѓаните наоѓаат духовен мир. Новата црква ќе има 1400 метри квадратни внатрешна корисна површина и висина од 21 метар, сметано од главната улица. Упатувам благодарност на инвеститорот Македонската православна црква и неговото блаженство господин Стефан за изградба на овој храм. Благодарност до членовите на црковниот одбор Љубе Аврамовски, Славчо Стојчевски, Владо Ѓоревски и Мите Мицевски. Благодарност до членовите на местната заедница Сопиште и благодарност до сите сопиштани за довербата и упорноста. Со среќа изградбата и благодарам на вниманието. Овој ден да ни биде свет, совршен, мирен и безгрешен, просиме од Господа. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души и тела, просиме од Господа. Прошка и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Све што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Го напуштам селото Сопиште, ги оставам моите домајчини да се го продолжат празникувањето, но пред да се заминам, црковниот одбор од соседното село на селото Сопиште, селото Долно Соње, ме замолија да го посетам и нивното село, да направам репортажа и за нивниот роден крај, на сам ден кога тие ќе ги осветуваат темелите на нивната нова црква Вознесение Христово, чија нивна покана со задоволство ја прифатив. Пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг, и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. О милосрдието на единородниот Син Твој, со кого си благословен заедно со пресветиот, благиот и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ирна си